Почитувам колега Емилијан Станковиќ, очевидно сте вие, не ме сваќајте лично, зборувам како сада само овие 2 дена, овие ваши дискусии, дискредитација на личностите кои што се овде како предлог за уставни судии. А исто така сте контрадикторни, непринципиелни, бидејќи вие кажавте, јас не знам дали е точно, значи се врз основа на вашиот говор, дека кога господинот Наумовски бил избран за член на Уставниот суд, бил избран едногласно и дека ВМРО-ДПМНЕ немал ништо против. И сега во сите ваши дискусии кои што овие 2 дена ги водите овде, најголемиот аргумент зошто госпоѓата Елена Гошева не треба да биде избрана како член на Уставниот суд е тоа затоа што била партиски функционер, мислам луѓето од нејзината фамилија биле партиски функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Господине Емилијан Станковиќ, бидејќи господинот Александар Наумовски уште 99-та година бевме заедно на семинар во Бања Лука, тој како представник на социјалдемократската младина, мислам дека имаше некоја функција како секретар за надворешна соработка, сега не е толку ни важно во моментот. Јас бех представник на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, се дружевме заедно, значи сме пријатели, тоа не е ништо спорно. Меѓутоа намерно ви ја кажувам годината 99-та година. Значи, уште од млад бил активист на СДСМ и тоа не пречело ВМРО-ДПМНЕ, според вас, 2005 година, неговиот татко, во кој што не се сомневам дека има професионален бекграунд, да гласа за член на Уставниот суд. И затоа, самиот овој факт кој вие го кажавте, јас само го повторувам, зборува колку сте вие лицемерни и катастрофални. Дајте да видиме. Еве, јас сум заменик член на Комисијата за избор и именување. Дали постапката за предложување избор е некаде прекршена? Дали самиот кандидат нема доволно квалитет и капацитет според вас да ја извршува таа функција? Тоа можеме да дискутираме. Меѓутоа, срамота е како млади луѓе да се оптеретуваме тоа со приказки како нејзиниот зет, нејзиниот сопруг, нејзината керка и така натаму биле функционери на ВМРО-ДПМНЕ и дека тоа е главниот аргумент заради кој вие не можете да ја поддржите овој кандидат, а од друга страна ви кажувам дека и синот на сегашниот председател на Уставен суд бил функционер во тој период кога татко му бил предлог на собрание, меѓутоа тоа не е пречело на ВМРО-ДПМНЕ да гласа за него. Е, тука е разликата, затоа што вие немате воопшто ниту капацитет, ниту достоинство до крај.